Потребно е да се измешаат картите, нов шпил, нова политичка постава. Резултатите од последните избори за Совет на општина Тетово и градоначалници во Маврово, Ростуше и Центар Жупа покажуваат дека ситуацијата на политичката сцена е алармантна, бидејќи разочараноста кај граѓаните во континуитет расте. Според аналитичарот Агим Јунус, популарноста на актуелната влада опаѓа и решение би биле нови парламентарни избори. Актуелната влада не може да го губи легитимитетот се дека легитимно постои. Но дека популарноста и опаѓа, да, тоа е евидентно и мислам дека уште повеќе ќе опаѓа затоа што пред нас постојат проблеми кои се нерешиви. Или барем се проблеми од типот на невозможност да се смени било што. Така да сосема нормално е дека популарноста ќе паѓа, легитимитетот ќе го губи се повеќе ќе има побарувања и повици за предвремени избори. Според Јунус, слабиот одзив во последните неколку изборни процеси, но и резултатите од анкетите кои покажуваат дека се повеќе граѓани воопшто не би излегле на гласање, бараат промена во амбиенталната структура во политиката. На сите анкети во минатите 2 до 3 па и повеќе години, бројката на оние што не излагаат, не гласаат, не знаат за кого или не одговараат е само поголема и поголема. Што ни кажува тоа? Тоа ни кажува дека нешто мора да се менува и тоа подитно. Дали тоа би биле нови избори? Јас лично не верувам дека некои нови избори би направиле спектакуларна промена во државата, во општеството и во функционирањето. Но дека треба да се измешаат картите, треба нов шпил карти, нова политичка постава, што значи и нови избори. Голем дел од политичките аналитичари спас од политичката криза гледаат во предвремени парламентарни избори. Последните анкети покажуваат дека опозицијската ВМРО-ДПМН ужива повеќе доверба од владеачката СДСМ, а според експертите, тенкото мнозинство во парламентот уште по изборите во 2020 година веројатно го наметнува како логичен заклучокот дека за функционалноста на државата се неопходни нови избори.